Министре, што може Македонија да очекува од престојниот самит на НАТО во Чикаго? Македонија треба да работи за својата цел, тоа се евроатлантските интеграции, до Чикаго и после Чикаго. Дали е подготвена Македонија да влезе во НАТО под референцата БРМ? Република Македонија веќе во рамките на Обединетите нации ја користи таа привремена референца и тоа е едно од решенијата кој е дефинирано уште од осамостојувањето на Република Македонија како можност Република Македонија да присуства во меѓународните институции. Добро, меѓутоа генералниот секретар на НАТО Расмусен веднаш по одлуката во ОХАК изјави дека без решение за името не е можно Македонија да стане членка на НАТО. Има ли Македонија план Б? Например, што би се случило ако евентуално Грција пак би ставила вето во Чикаго? Дозволете ми да ја објаснам, да го објаснам ставот на НАТО во тој дел. Ставот е заедничко прифатливо решение. Доколку за заедничко прифатливо решение за членство во НАТО представува и моделот што го имаме во Обединетите нации и другите меѓународни институции, тоа за НАТО исто е во дел според нивната дефиниција. Заедничко прифатливо решение. Не значи дека со таа дефиниција НАТО наметнува било какво решение за името, туку само насочува дека треба да имаме заедничко прифатливо решение. Дали на стрелбите во Пентагон стана збор за евентуалното членство во Алијансата? Каква е американската поддршка спроти самитот во Чикаго? И во средбите во Пентагон се потврди тоа што постојано го слушаме од Соединетите американски држави, наш сериозен и стратешки партнер, поддршката на Соединетите американски држави за Република Македонија за членство во НАТО останува и со тоа што како членка на НАТО укажуваат на потребата да имаме заедничко решение за надминување на разликите со Република Грција. Министре, ви благодарам за разговорот. Ви благодараме на вас.